На иницијатива на градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски, а во организација на Основното училиште Малина Попиванова, во саботата се одржа општинскиот надпревар во пинг-понг, на кој учествуваа 60 ученици од сите основни училишта од општината. Градоначалникот Ратко Димитровски ги поздравил преварувачите и изјави: Имаме посебно задоволство да возобновиме една традиција по која што беше познато Кочани. Тоа е спортот пинг-понг. Значи, организираме училишни надпревари во пинг-понг. Знаеме каква традиција имаше нашиот пинг-понгарски клуб и како замре. И благодарение на тие ентузијасти и на општината, заедно со раководството на училиштата, на основните училишта и спортските активисти, успеавме да ја возобновиме, да пробаме да ја возобновиме оваа традиција. Ова е прв надпревар во пинг-понг, училишен надпревар помеѓу училиштата, помеѓу сите училишта и во машка и во женска конкуренција, и мене ме радува тоа што имаме една голема масовност, што имаме едно масовен одзив за овој спорт. Очекувам дека оваа традиција ќе продолжи и понатаму и Кочани ќе се врати на оние гранки кои што ги имаше во времето на успесите на пинг-понгарскиот клуб Кочани. Директорот Ивица Цимбалевик, задоволен од тоа како помина надпреварот, изјави дека вакви надпревари ќе продолжат да се организираат секоја година. Денешниот надпревар е договорен на основа на предлог на градоначалникот на последниот состанок со директорите на основните и средните училишта. Значи, иницијативата е од градоначалникот. Го спроведовме, иницијативата ја спроведуваме сега на дело. Има околу 60 представници од основните училишта заедно со нивните наставници. Мора да спомнеме дека сето ова го организираме заедно со пинг-понгарскиот клуб кој е возобновен, односно тоа се ветерани во пинг-понгот кои ќе искористивме нивните искуства и се надевам дека организацијата е на високо ниво и дека победниците не се битни, но сепак масовното учество е најбитна работа во популаризација на овој спорт кој малку беше подзаборавен во нашиот град. На надпреварот се постигнати следните резултати. Во машка конкуренција Иван Димитров од Основното училиште Малина Попиванова го освои првото место. Андреј Иванов од Основното училиште Крсте Петков Мисирков го освои второто место и Христијан Мишковски од Основното училиште Крсте Петков Мисирков третото место. Во женска конкуренција првото место го освои Марија Коцева од Основното училиште Свети Кирил и Методи, второто место Ана Митрова од Основното училиште Малина Попиванова и трето место освои Бојана Попова од Основното училиште Никола Карев.